Да, веднаш по вестите се враќаме во студиото, минути предвидени за првиот разговор. Денеска, она што ќе биде во центарот на вниманието е почетокот на кампањата за локалните избори. Сигурно ќе гледаме насмеани ликови, партиски митинзи, билборди, многу ветувања до граѓаните и за сето тоа ќе трае до 17 октомври, кога завршува изборната кампања и кога ќе привршуваат секако изборните каравани. Околу тие ветувања, но и што се обврските на идните локални функционери, ќе поразговараме со мојот денешен гостин, универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Професоре, добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ме најдов. Денеска ова ќе биде една од актуелните теми нели во јавноста, меѓутоа иако формално почнува денеска изборната кампања, неформално како таа да беше почната многу порано. Партиите ги гледавме на терен, меѓу граѓаните ќе има многу ветувања, но она што е можеби особено важно за сите граѓани, колку од нив ќе бидат исполнети. Па најнапред ќе морам да ве коригирам, не е само денеска, туку ќе бидеме заложници на таа партиска кампања сиве овие 20 дена колку трае кампањата и ќе бидеме преокупирани, односно медиумите, вие медиумите ќе бидете преокупирани со тие партиски реклами, со тие ветувања на сите кандидати, пошто сите имаат што да кажат, што да ветат, што да им ветат на граѓаните за да добијат поени, меѓутоа прашање колку сето тоа е реално, колку тоа може да се реализира, бидејќи очигледно да голем број од кандидатите недоволно ја познаваат локалната самоуправа, па се дозволуваат еве гледат и во дебатите да говорат за некоја висока политика која што и доколку некој од страна ги гледа кој што не е во Македонија, ќе мисли дека се работи за парламентарни избори, а не за значи мора кандидатите да се приземјат, да едноставно говорат за што е она што тие би сакали и би можеле да го решат како проблем на граѓаните, бидејќи законот за локална самоуправа е јасни се надлежностите и оттаму треба да се држат исклучиво до сите проекти и заложби кои што ги нудат на граѓаните да бидат во рамки на финансиската издржливост на единицата на локалната самоуправа, бидејќи тие можат да ветуваат брда и долини, а да не можат да ги реализират. И оттаму сметам дека граѓаните веќе се научени нели на вакви на голем број на лажни ветувања кои што не биле реализирани, ќе бидат при овие избори, бидејќи овие се колку што паметам 8 избори за советите, а 4 за градоначалници, сметам дека научија на кого можат да го дадат гласот, кој е оној кој што ветува реални, сериозни нели проекти кои што може да ги реализира, а не да ветуваат нели на оние кои што промовираат или практикуваат, да кажуваат се и се што да ветуваат ветер и магма, меѓутоа од сето тоа нели ништо да не биде. Така да мислам дека ќе бидат интересни изборите, поготово во неколку општини ќе имаме сериозна изборна битка. Добро е тоа да се... Тоа беше моето следно прашање, каде мислите дека ќе биде најостра битка? Мислам од она што го слушаме сега, напната е атмосферата во неколку општини, неизвестна е атмосферата како што се гледа испоред анкетите. Во општина Чаир сигурно ќе биде една од тие општини, понатаму во Тетово навистина може да биде да не се знае кој ќе биде победникот, од друга страна Кичево ни е голем предизвик, Струга е голем предизвик да видиме кој ќе добие, бидејќи таму имате и независни кандидати, меѓутоа не се само албанците во прашање помеѓу нив расчистување, имате и независни кандидати кои што можат да изненадат, примерот со Струга да речеме, или пак примерот со Кичево, каде што после толку години можеме да имаме македонец градоначалник на Кичево и оттаму сметам дека граѓаните ќе бидат сериозни, ќе излезат на избори и дека ќе го дадат гласот токму за оној на кој што ќе му веруваат најмногу и ако добие таа поддршка, навистина мора сериозно да се заложи да го подобри квалитетот на живење во својот сопствен град, за да едноставно врати на таа доверба секој оној кој што ќе биде избран. Каква реторика очекувате еве на самиот старт на кампањата за локалните избори? На што најмногу ќе се фокусира? Секогаш изборите биле нечисти биле, кога нечисти говорам, се употребува секаква реторика, има лични навреди,
За жал не научивме ние од себе овие години да ги дистанцираме тие лични навреди, одат во крајности дури каде што доаѓаат, посегнуваат по семејство, посегнуваат по блиски роднини и пријатели. Тоа не е добро, нели, за демократијата, нели, да го слушаме ние граѓаните. Меѓутоа, очигледно во борбата за глас повеќе не се бираат средства, ќе биде една бескрупулозна борба, посебно во оние општини кои што ги наведов. Не би сакал да видиме и некои несакани случувања да дојде до како во минатото, нели, кога имавме пукање, иако законот е мощно сериозен во однос на кривичните санкции кои што следат за секое пореметување на изборниот ред, меѓутоа во одредени средини не очекувам дека ќе биде така мирно како што сакаме да биде. Така. Професор, она што интересно ги споменавте независните листи и независните кандидатури, можеби мислам дека на овие избори се најбројни, имајќи го во предвид нели прагот кој што беше и со 2 потписи да може да се кандидира. Дали тоа практично ќе овозможи не само поголем избор и еден плурализам, да речам, на тоа ливче и на таа политичка сцена, туку генерално дека ќе имаат граѓаните и поголем избор, но и поголема обврска сите оние кои што влегле во оваа политичка игра. Знаете, факт е дека на овие избори имаме најголем број на кандидати, независни кандидати и на листи независни, и тоа е благодарение на тоа што Собранието на Република Македонија не успеа да собере сили да го измени законот за локална самоуправа. И јас мислев дека е погрешна одлуката на владата, меѓутоа во делот на намалувањето, нели, на бројот на советници, меѓутоа еве Уставниот суд кажа дека таа исправно постапила, меѓутоа во недостиг на одредено решение, тие искористија една формулација, Државната изборна комисија искористи една формулација, едно дозволување со два потписа. Сметам дека навистина е несериозно некој да се појави на избори со 2 потписа само, бидејќи треба да има поголем кредибилитет, да има поголем број на поддржувачи уште во старт, бидејќи на тој начин укажува и за сериозноста на самиот кандидат. Оној кој што собрал 2 или 3 потписа, верувајте, не му било проблем, меѓутоа колку ќе биде сериозен играч во таа борба, тоа е сосема друго прашање. Мислам дека повеќе од нив се некредибилни во една ваква ситуација. Можеби си прават една екскурзија, да ги пробаме силите, меѓутоа очигледно дека се уште во нашата држава партиите цврсто држат, при тоа наклонете им ја, нели, законската регулатива во делот на рекламирањето, така да не верувам дека ќе имаме големи изненадувања во делот на независните синдикати. Инаку велам дека е добро тие да се појавуваат и добро е да влезат во советите посебно, бидејќи им сметам дека таму им се најголеми шансите, бидејќи би биле на некој начин коректор и на едните и на другите, говорам за големите коалиции и големите политички партии. Така. Но функционирањето, она рековте на самиот почеток дека голем дел од онаа неформална кампања која што е изминатиот период ја гледавме, се однесуваше некогаш и на некои националистички теми, нешто што можеби не е во доменот на она што сега се бира за време на локалните избори. Личностите кои што ќе застанат на чело или на една општина треба повеќе да се фокусираат за реалните проблеми на граѓаните. Ако ние денеска еве говориме од оваа временска дистанца, ајде барем последниве години она што ни се случува практично во главниот град и околу амбиенталниот воздух и околу квалитетот на воздухот, квалитетот на јавниот превоз, нешто што навистина создаде сериозен проблем за функционирање на една метропола како што е Скопје, за самата фреквенција на движење, за луѓето кои што живеат во неа. Дозволиво ли е од ова што еве денеска да го изанализираме, ова што му се случуваше на Скопје во изминативе години, не само овие 4 години назад, туку долги години наназад, кој се и како влијае да се стави еве на тоа дереџа главниот град? Сигурно дека многу аномалии видовме сиве овие години, меѓутоа сметам дека последнава година она што му се случи конкретно на Скопје е недозволиво и не смееше да му се случи.
Вината сите нели велат дека е во градоначалникот, меѓутоа јас сметам дека е поширока малку. Вината не е само на тој како прв човек, сигурно дека сноси голема одговорност, меѓутоа тука сносат и самите совети кои што мора да бидат поконструктивни, а не само едноставно да настапуваат од аспект на тесно партиски интереси, меѓутоа од друга страна мора и градоначалникот да биде покомпромисен, ако имаат подобри предлози советничките групации да се прифатат во неговата програма, во буџетите да се прифатат, бидејќи не значи дека градоначалникот е најумниот кога ќе го предложи буџетот или кога ќе ги предложи програмите. Оттаму многу е добро да има навистина еден компактен совет, еден сериозни луѓе на тие листи кои што ќе дадат свој придонес. Јас честопати сакам да се пофалам во периодот од 1996 до 2000 година, кога бев председавач на советот, сметам дека сме го имале најдобриот совет во историјата на градот, бидејќи тој совет на почетокот, иако се конфронтираше со тогашниот градоначалник Пенов, успеа сериозно да ги коригира с неговите предлози, неговите програми и да бележиме сериозен успех во тој период, бидејќи сметам дека во тој период градот навистина живееше нормално како што треба да се живееше, иако во услови на многу помал буџет од сегашниот буџет. Функционираа и сите јавни предпријатија, се договаравме едноставно членовите кои што ги протежиравме, односно кои што ги делегиравме во тие управни одбори да бидат на висината на задачата и најмалку да практикуваат политика. И би бил среќен доколку повторно еден исти таков состав имаме сега и во наредните мандати во Советот на град Скопје и говорам и во советите на сите општини, бидејќи мора едноставно да сватат дека не смеат државната политика да ја мешаат со локалната политика. Локалните проблеми се едни. Тие дури треба заеднички да настапуваат во делот на побарувањето на поголем дел од буџетот на државата да биде наменет исклучиво нели за локални потреби. Добро е што сегашната влада нели од една страна зема кредит, па ги финансираше единиците на локалната самоуправа. Добро би било да продолжи со таа практика доколку има можности, нели не само да се задолжуваме безцелно, туку едноставно да имаме ефект, едноставно да се подобри квалитетот на живењето, да се подобрат условите во кои што ние секојдневно живееме и работиме, а тоа можеме да го постигнеме само доколку бидеме разумни и доколку ги знаеме и ги согледаме навреме проблемите и да действуваме секогаш превентивно отколку да ги лечиме проблемите, бидејќи јас не знам на ова ниво на кое што падна Скопје колку време ќе ни биде потребно да го вратиме барам на едно солидно завидно ниво и во делот на хигиената, и во делот на урбанизмот, да се спречи урбанизмот, да се спречи тоа урбано дивење и понатаму да имаме зелен град, да имаме слободни коловозни ленти, побрзо да идеме до работните места и многу други работи кои што ги гледаме сите на секој чекор. Така, долг е списокот на прашања за тоа што треба да работи локалната самоуправа, локалната власт за конечна и вистинска децентрализација, нешто што многу години нели се зборуваше. Споменавте дека на некој начин помош околу преку тие кредитни линии, меѓутоа дали на вистински начин се свати децентрализацијата и како конечно таа треба да изгледа? Па децентрализацијата жално е што се уште не е завршена до крај. Факт е дека на единица на локалната самоуправа се потребни поголем број на средства. Јас сум човек кој што докторирал на локалната самоуправа, кој што напишал учебник за локална самоуправа, кој што ја практикувал 12-13 години локалната самоуправа, човек кој што го изготви ресурсниот центар за потребите на Министерството за локална самоуправа. Тоа ќе биде нов еден орган во составот на Министерството за локална самоуправа и жалам што ниту заедницата на единица на локална самоуправа, ниту досегашните министри не водеа малку повеќе сметка да конечно завршиме ние докрај, посебно со фискалната децентрализација. Добро што се зголемија приходите на општините, меѓутоа очигледно е дека тие се уште се мали за да може нормално секоја општина да екзистира. Од друга страна, мора да има и поголема контрола на трошењето на средствата, бидејќи државата има и блок дотации, има и наменски дотации и тука мора да има поголема
поголема контрола, посебно да дојде до израз Министерството за локална самоуправа, кое што треба да води на некој начин грижа за сите единици на локалната самоуправа да успешно работат, онаму каде што кочи да ја откочи, да помогне работата, онаму каде што треба помош да припомогне, онаму каде што треба да советува, да советува. И сметам дека токму тој ресурсен центар ќе помогне многу на идните градоначалници. Во секој случај, фискалната децентрализација и досега мораше да биде завршена. Зошто се чека, јас навистина не знам. Не велам дека општините треба да ги доведеме на ниво од Уставот од 1974 кога беа држава во држава тогаш општините, меѓутоа морате да ја дадете поголеми финансии за да можат нормално да функционираат, да екзистираат и да го подобруваат живењето во единиците на локалната самоуправа. Добро, но мора да потенцираме, професоре, дека има и позитивни примери на општини кои што навистина направија многу и се добар пример за тоа како треба да се води една локална власт. И тие имаат совети, нели, од различни политички групи. Иако јас политички бев противник на Никола Груевски, тој ја започна своевремено, не знам дали се сеќавате, единиците добиваа на почетокот или на крајот на година, не ме држете за збор, добива одредени надоместоци од вишокот на средства кои што ги имаше владата, меѓутоа факт е дека понатамошниот премиер многу помогна на единиците на локалната самоуправа и таа практика ја продолжи сегашната власт во уште позголемено темпо. Голем број на градоначалници ги оправдаа тие, бидејќи некои градови и општини вие не можете да ги препознаете колку се отидени напред за разлика од пред 10 или 15 на години и би било добро сите тоа да го практикуваат, меѓутоа за жал имаме и негативни примери каде што многу малку е постигнато, повеќе е водена очигледно на луксузирање, очигледно на задоволувањето на лукративните интереси, а за жал па останале тие неказнето таквите градоначалници и таквите советници кои што не придонеле ништо за прогрес на својата општина, туку едноставно се воделе од некои други лукративни интереси. Кои клучни сектори треба да бидат во фокусот на овие локални избори, кога се зборува за настап пред граѓаните и да се бара нивниот глас? Па нормално се, повеќе од јасно дека сите сакаме хигиената да биде на високо ниво, сакаме чисти улици, сакаме сметот да немаме вакви депонии како што имаме на секој чекор. Јас неодамна бев во Босна и Херцеговина, по течението на реката Уна и навистина бев фрапиран колку е тоа чисто. Никаде не видов, никаде од Белград до Бихач не видов никаде депонија некаде да биде дури и по регионалните и локалните патишта да имаме, како што имаме ние на секој чекор. Јас мислам дека нема општина која што нема некоја своја депонија, своји несовесни граѓани кои што го истураат таму каде што ќе им текне. И навистина тоа мора да се спречи, мора да се зајакне комуналниот ред. Значи, од таму граѓаните мора да водат, градоначалниците и советите мора да водат сметка дека прво хигиената, нели, во делот на урбанизмот, сите оние што се надлежности во делот на парковите, зеленилото, не велам дека не прават голем број, прават дури и забавни паркови и пошумуваат и за, меѓутоа тие може да прават колку сакаат, ако ние како граѓани сме несовесни, тогаш повторно се враќаме на почетокот, џабе потрошени пари без никаков ефект, а повторно имаме руинирани животни средини. Оттаму сигурно овие делце од областите кои што и надлежностите на единицата на локалната самоуправа, значи меѓу другото и регулирање на сообраќајот, побрзо движење, посебно на приградските општини, да има возможност на граѓаните што е можно подобар и побрз пристап до центарот и така натаму. Големи се надлежностите и можност за успех има на секој поле и треба да има можност. И треба да има ефикасни и ефективни градоначалници и советници во тој сегмент. Политичката битка за главниот град? Па во една ваква ситуација јас мислам дека горе-доле ситуацијата е јасна. Дали тоа ќе биде во првиот круг или во вториот круг, мислам дека сите анкети покажуваат и јас лично мислам дека имаме фаворит за градоначалник, представникот, нели, односно предложениот кандидат на ВМРО-ДПМН. И само прашање на време дали ќе помине во првиот круг или ќе помине во вториот.
секоја чест за останат, меѓутоа мислам дека се створи една атмосфера, на победничка една атмосфера, а впрочем одредени резултати кои што ги има постигнато во досегашната работа сигурно му даваат предност пред другите кандидати кои што мислам дека немаат такво искуство во делот на локалната самоуправа. Неизвестност е сепак до самиот крај, не може ове така начално некои прогнози, меѓутоа така сериозни проблеми кои што натежнаа во главниот град, мислам дека ќе бидат предизвик за секој кандидат со тоа како ќе настапи за можни решенија на градот. Па еве денеска нели почнува кампањата, ќе на дел од кандидатите ги слушнавме програмите, ќе ги слушаме програмите и на другите кандидати, ќе ги видиме во тие дуели кој повеќе знае, кој повеќе е спремен, така да ќе покаже времето, меѓутоа ова е моја лична прогноза, јас бидејќи ме празна си дозволив да го кажам своето мислење. Така, има сериозни кандидати, така сите ќе имаат подеднаква можност, нели, да покажат преку своите програми, така со кои адути ќе се борат. Професоре, она што изминатиот период беше актуелно, беше предлог резолуцијата за тие така наречени црвени линии која што ја предложи опозицијската СДСМ, односно незиниот лидер Венко Филипче, бара да се постигне национален консензус за да се отстранат сите оние дилеми поврзани со заштитата на идентитетските обележја во текот на процесот на пристапувањето кон ЕУ. Дополнително се става некоја временска рамка за уставните измени до 10 февруари следната година. Меѓутоа имаше и реакција, сега околу резолуцијата, па потоа и околу реакцијата на премиерот Мицкоски, кој што понајавува по изборите нова декларација. Добро е што Социјалдемократскиот сојуз се разбуди од зимскиот сон и што поднесува ваква резолуција со црвени линии, иако сето тоа можеше да го направи многу порано, уште додека беа на позиции, додека не се случи ова што ни се случи, поготово со нашиот источен сосед. Јас не ја знам точно резолуцијата, од она што го читав во медиумите, значи се определува еден рок каде што би требало да ги вметнеме бугарите во уставот. Значи јас лично немам против да ги вметнеме, меѓутоа која е гаранцијата дека тие и понатаму нема да продолжат со таа нивна национал-шовинистичка политика и со тоа нивно противење да бидеме рамноправен план на рамноправни членка на Европската унија. Отаму треба многу внимателно и доколку се прават црвени линии, во тие црвени линии мора да бидат вметнати и гаранциите кои што ние ги бараме од Европската унија. Европската унија сметам дека како поминува време се повеќе го сваќа притисокот кој што ги имаме од Бугарија, односно и релевантните барања кои што тие им ги налагаат и ради тој фамозен консензус. Да се надеваме, имаше гласење дека во Европската унија ќе мора да дојде до промена на начинот на гласење, да се надеваме дека тие ќе дојдат што е можно побрзо за да ни го олесат нашето рамноправно членување во Европската унија, меѓутоа факт е дека ние не можеме туку така да ги ставиме бугарите ако не добиеме сериозна гаранција дека нема да има понатаму никакви условувања. Второ, ние видовме дека бугарите се недоследни во своите ставови. Тие се доследни само во унисониот став на сите политичари кон аспирациите кон Македонија, перејќи својата историја, обидувајќи да ги исперат своите историски негативности кои што ги имаат посебно кон Република Македонија, членувањето во оние фашистички сили на страната на фашистичкиот окупатор и при тоа обидувајќи се да длабоко навлезат и да пореметат македонската историја, култура, традиција и така натаму. И тоа мораме ние да се осигураме, сметам дека и тоа треба да најде место во таа резолуција за црвени линии. Значи, во секој случај би било добро да се поработи заеднички на тие, да се има поширока свест дека ова го правиме за сите нас, го правиме за сите идни генерации, за да го зачуваме нашиот идентитет, јазик, традиција, култура и историја, без сериозни вмешувања од страна на источните соседи, бидејќи јас имам чувство дека ако продолжиме вака, ние ќе бидеме само ќе бидеме само објект
каде што нашите соседи ќе ги вежбаат своите аспирации и своите политики која Република Македонија, нема да бидеме субјект кој што јасно и децидно ќе се грижи за својата иднина, бидејќи гледате Србија стана голем регионален играч, да не речем и европски играч. Грција малку спласна, меѓутоа заедно со Бугарија видовме што досега правеа, какви се аспирации не покажа и што се направија за да едноставно нема нас како македонци. Од друга страна Албанија сериозно чекори, има таа сериозна диаспора, од друга страна економски сериозно чекори напред и набрзо ќе биде членка на Европската унија и отаму ние мораме да бидеме согласни сите, значи мора да се постигне конечно една национална согласност. Кога говорам национална согласност, мислам на согласност на сите етнички заедници. Не може тие да бидат во оваа држава, а со едно око да намигнуваат кон друга држава. Не можете да велите да имате политичари кои што велат тоа е најголемиот албански град или редно е Македонија да стане трета албанска држава. Тоа е недозволиво во една сериозна држава и не знам зошто обвинителот молчи, односно не покрена ништо против сите овие нарушувања на уставниот поредок. Обиди за нарушување на уставниот поредок кои што мора да бидат навреме спречени. Државата има сила, има можност и секој разумен човек мора да го свати дека државата мора да се заштити на сите можни начини и да не се дозволи да било кој во оваа држава се обидува да го нарушува уставниот поредок. Така. Професоре, од ова додека се уште говориме нели за евроинтеграциите и она што практично не остава долги години во чекалната предел, пораките на Европската унија се јасни, барем досега неколку пати во тие извештаи кои што беа за Македонија, е дека мора да се продолжи со реформите и мора да се исполнат тие домашни некои задачи. Од друга страна, проширувањето постојано се акцентира со заслуги. Колку е направено и што е направено? Па мислам дека ние не стоиме во место, службите, министерствата си работат на своите обврски. Мислам дека голем дел од националното законодавство е усогласено. Се работи на поглавијата, на сите 32 поглавија, до каде е стигнато немам, меѓутоа овој вакуум простор сметам дека максимално се користи за усогласување на ставот со Европската унија, за да кога ќе го добиеме зеленото светло и гаранциите, за да можеме едноставно што побрзо да го поминеме тој чекор. Имаше некои оптимистички најави до 2030 година, ако е тоа сериозна најава од сериозен кредибилен извор. Сметам дека сме на прагот, меѓутоа останува само да го речем овој најголем проблем кој што е најголема кочница и како што мине времето сметам дека Европската унија ќе изнајде начин. Тука сигурно дека би требало да помогнат и Соединените американски држави кои се нели наш стратешки партнер да помогнат на некој начин омекнувањето на ставот на бугарите да бидат по-демократски расположени, бидејќи очигледно тие ја надминуваат границата која што и ги реметат демократските принципи и вредности на Европската унија и тие се свесни за тоа. Јас сум сигурен дека зад кулисите тие ги се обидуваат да ги омекнат, меѓутоа очигледно се уште не е дојдено времето, нивото каде што тие едноставно ќе попуштат пред овој ултиматум кој што имаат поставено и ќе почнат да постапуваат согласно демократските принципи и вредности. Уставните измени, сега во таа предлог резолуција СДСМ вели дека очекуваат уставни измени до 10 февруари. Премиерот рековме врати с некоја нова декларација по изборите. Не, тој рок е во смисла да претпоставам дека е во смисла да ние ги вметнеме бугарите во тој рок. Меѓутоа, како ќе ги вметнеме ако немаме гаранции? Ако имаме гаранции, може и пред тој рок. Меѓутоа, ние немаме никакви гаранции дека тие ќе прекинат тоа. И во тој сегмент со право е премиерот кој што се залага за изработка на нова една таква декларација или резолуција со која што најверојатно ќе ги вметнат барањата за тие гаранции и Социјалдемократскиот сојуз мора да биде во тој сегмент на иста страна,
да и тој се осигура дека нема како и досега да одиме боси по трње, па да едноставно трњата ни останат во петиците и постојано да не можеме нормално да одиме. Тогаш временски вака кога очекувате? Па не можам да знам, навистина не можам да знам, бидејќи претпоставам дека нема да има, иако се залага нели опозицијата да има воредни парламентарни избори, сметам дека нема да има. Така да можеме некаде до месец март би било еден оптимален рок кој што би можеле ние, ако во меѓувреме пак велам ги добиеме тие гаранции кои што владата упорно ги бара од Европската унија. Така, изминатиот период во фокусот на светската јавност беше Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, промени во однос на поддршката или признавањето на Палестина. Македонија најави дека за сега нели се уште нема да даде поддршка. Генерално на ваша оценка за целата оваа промена на светската политичка сцена, особено за едни вакви сериозни прашања и војни кои што разочаруваат во 21 век. Пред да отпочне годинашнава сесија на собранието, јас во медиумите објавив една колумна со наслов, мислам дека беше Обединетите нации на крстопат, што ќе биде понатаму, и тоа свесно го објавив на неколку часа пред да отпочне нели отварањето од страна на генералниот секретар на Обединетите нации, пред да почне неговиот говор, каде што укажав како би можеле да се одвиваат ситуацијата, и на моја радост, мислам дека не 99, туку 100% ги погодив во таа моја анализа, како ќе се однесува Трамп, на која позиција ќе биде, како ќе говори, која ќе биде неговата заложба, а и на речиси сите други останати држави. Значи сите они кои што не ја прочитале може да прочитат, да се уверат, и на крај се покажа дека се донесе една резолуција за која што 142 или 3 држави гласа, беа воздржани 12, во кои што сме и ние, и 10 држави беа против, меѓу нив беше нели нормално Израел, Соединените Американски држави, кои што упорно обстојуваат на својот став, а резолуцијата сметам дека беше наистина коректна, бидејќи се залагаше да има две држави од една страна, од друга страна да сето тоа помине со меѓусебен договор помеѓу Палестина и Израел. Како ќе се одвива понатаму ситуацијата, јас на вистина не знам, меѓутоа во таа резолуција се бараше итно прекинување нели на воените действија и да се дозволи хуманитарна помош, што е можно во поголем обем. Како ќе се одвива ситуацијата понатаму не знам. Израел упорно обстојува на своите позиции. Сметам дека Соединените Американски држави повторно ќе бидат клучниот фактор кој што на некој начин ќе доведе до одреден мир, меѓутоа сигурно со повеќе бенефити за Израел. Меѓутоа мислам дека нема да заборават ниту Палестина. Како ќе биде решението во овој момент, навистина јас не би можел и не би сакал да прогнозирам. Да. Воведовте во употреба еден нов термин политички геноцид, така, нов концепт за опишување на, да наречеме, системска, институционална и политичка агресија врз идентитетот на еден народ. Да, овој термин јас долго време соочен со сето она што ни го прави и грците и бугарите, барав начин на кој начин може да тие држави одговараат според меѓународното право, и барав дефиниција, гледам дека нема никаква дефиниција во меѓународното право, и оттаму си дадов за слобода после многу проучување да направам една дефиниција, да формулирам една дефиниција за политички геноцид. И таа дефиниција ја објави во јавност и најде на општа поддршка. За среќа се погоди една конференција во Белград, која што ќе биде сега на 30-ти, во организација на Светскиот кинески форум за безбедност и Српското здружение за кривично право, на кој што ќе учествуваат представници на околу 60 на држави. И оттаму јас во форма на декларација ја понудив до организациониот одбор мојата декларација за усвојување
на дефиницијата политички геноцид и за воведување на ново кривично дело во меѓународното право и за мое големо изненадување, радост и сатисфакција на таа работа. Тоа беше општо прифатено од организацијниот одбор и тоа ќе се најде на една од пленарните седници на кои што сите представници ќе дискутираме и сметам дека има голема шанса да таа биде усвоена таква како што е, со известни ако има некои квалитетни подобрувања да бидат прифатени и потоа како декларација усвоена на таа конференција да оди до Обединетите нации и каде што ќе инсистираме да влезе што е можно побрзо во корпусот на кривични дела во делот на меѓународното право, па од тому да се прошири во националните законодавства. Сметам дека тоа ќе биде мој личен голем успех, од една страна на научно поле, меѓутоа сметам дека тоа е успех на пред се и на Република Македонија, која што јас сметам дека на еден ваков начин давам свој придонес како во иднина и на други држави да не се случуваат, а при тоа таквите потези од државите, од раководството да бидат етикетирани, односно санкционирани согласно оваа дефиниција, содржината на оваа дефиниција. Така. Професор, уште за новите правила за влез во Шенген зоната, биометрија наместо печати од 12 октомври стартуваат? Па, за мене ова е чекор назад за сите нас. Не враќа повторно во минатото ако немаше визи, сега може би ќе оди побрзо, меѓутоа очигледно и Европската унија се соочува со недостиг на финансиски средства, бидејќи она што го прочитав ние на секое влегување ќе треба да даваме по 20 на евра, мислам дека е секое влегување во земја од Европската унија. Тоа ќе биде сериозен приход нели за Европската унија, меѓутоа ќе биде оттежнување за сите нас, посебно за посиромашките држави, вклучувајќи и нас како држава. Немаме друго, едноставно да се надеваме да ги намалат цените, и процедурата да биде што е можно помала, за да можеме нели лесно да ги користиме оние слободи и права, за да можеме слободно да се движиме нели во земјите на Европската унија. Така. Ви благодарам многу што бевте гостин во денешната емисија. Споменавме денеска почнува кампањата за локалните избори, изборните каравани се на терен. Очекуваме дека ќе има фер и демократски еден процес во рамките на сите овие денови кои што им престојат и дека вокабуларот и она што ќе бидат пораки ќе го направат на вистина достоинствено и без навреди и омаловажувања кон сите противници, бидејќи секој заслужува нели достоинствено да се представи, а граѓаните да одлучат кому ќе дадат својата доверба и својот глас. Ви благодарам и вас на поканата. Јас сум оптимист и сакам да биде се да помине во најдобар текст. Сметам дека институциите мора да бидат на висина на задачата, а сите кандидати да бидат доследни, демократски расположени, флексибилни, со на еден цивилизацијски начин да ги решат сите евентуални недоразбирања, а при тоа да исто така на цивилизацијски начин ги изнесат своите размислувања, своите ставови, своите програми, па нека одлучат граѓаните кој ќе тој најдобриот. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото.